кој беше, сега не знам, Тирана, беше во Атина. Грција или беше во Албанија? Наставнички Атина. Атина, да. Ни. Тирана. Сега на ова е Тирана. Да. Супер, гледам дека и поините ни работат. Белград. 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 Гледам соседните држави ги има бирано, Давид. Белград. Белград. Супер. Настаничка, јас баш... Давид, ти имаш ли ставено кој е главен град на Словенија? Оти јас Атина. знам. И многу сакам да го одговарам, оти ми е многу убаво. Атина. Софија. Сосија. Софија. Добра. Рим. 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 Сигурни сте да не е Милано? Рим, Милано е најголем град. А на Македонија кој е? Веле? Скопје. Скопје. Софија. Сосија. Дали има некоја прашање кое што не ни се појави? Нема, сите ни се појавија? Тирана. Да? Супер. Одлично, Давид. Те благодарам. Ги имаш употреба на соседните земји. Супер. Плюс Италија. Change score, одлично. Се ти работи како што треба. Ти благодарам што сподели. Вики да ја прашам дали успеа да направи квиз. Наставнички не успеав. It's okay. Добра. Океј, тогаш. Го проверивме нашето знаење во географија, што видов дека си повеќето имавме прашања кои што спаѓаат во таа категорија. И сега да ве прашам што одлучивте за тоа што сакате да ви биде како финален проект. Еве, например, вие играте игрички, сигурно. Некакви. Што е тоа, пример, еве, што каков тип на игра најмногу ви интересира? Каков тип на овие игриве што ги правевме и ние, например? Што е тоа што најмногу, пример, ви беше забавно од сите тие игри што ги правевме? Да се потсетиме кои беа? Се сеќаваме кои беа? На мене најинтересно ми беше тоа со хипото како лета. Добра, таа се викаше Scrolling Game. Мене не знам баш кој ми е најинтересен, ама за финалниот проект може би ќе направам како на Flappy Bird играта со левели и поени и да се менува позадината. Нешто така. Каков карактер би избрал? Нели ние го користевме хипо? Така беше, Flying Hippo? Папагал. Папагал. Добра. Да сакам бидејќи чувам папагал. Чуваш папагал, да. Наставнички, ако сакам, ако мислите на тоа која игричка ни е најинтересна на телефонот што ја играме, на мене ми е Hide and Seek. Скри се и не знам како се преведува Seek. Тражи. Да. А на мене најинтересно ми е на телефонот Blockblast. Blockblast, Мене да. ми е најинтересно Minecraft и Roblox. А која од Roblox? Тоа не знам баш. Добра. Ајде да се подсетиме на тие кои ги работевме тука. Еве ќе ве подсетам дека првата нешто што го направивме кај што се запознавме со променливи беше игричката во аквариумот. Се сеќаваме на неа? Каде што една голема риба ги јадеше малите. Тоа беше првата. Следно, еве го кажавме скролинг, така?
со Flappy Bird, уствари. Понг, така, понг. Друго? Настанички. Наставнички А со таа со jumping. Jumping game. Точно, имавме jumping game, така. И тоа со звездата. И тоа со Тоа со фаќањето. звездата. Face game. Chase game, така е, добро. Друго? И тоа Тоа со Тоа со лабиринт. рипото. Тоа со лабиринтот. Лавиринтот. Мейз. Го кажавме, да, лавиринтот Мейз, супер. Имаше една во вселената, Пју-Пју. Laser game. Laser game. Добро. Дали ни остана некоја друго? Мене не може да ми текне. Наставнички, мислам дека толку се. Значи имавме Fish Tank, имавме Pong, имавме Maze, имавме Jumping, имавме Chase. Имавме Laser, Имавме имавме catch Scrolling. game. Како? Catch game. Да, Catch Game за Jump Game, мислам дека ги кажав едно по друго. 7 од прилика вака. Може некоја сум испуштила, ама може би и тие се. Океј. Што значи дека многу типови, различни типови. Се сеќавате со јаболките што ни паѓа од озгора Catch Game? Да. 8. Ја Сега, кажав. Јас кажав catch game. А јас се збунив со Chase, со звездичката и со роботчето. Добра. Вака сега. Од тие 8, сигурно има некоја која што ви е многу драга или многу интересна и сакате да ја направите ваша. Можете апсолутно да направите таква за ваш завршен проект. Но, постои опција да ви испратам јас сега од тие скреч картите, ако сакате да направите virtual pet. Наставнички, јас сакам да направам virtual pet. Наставнички, Дека не сме ја правеле никогаш. Такво немаме правено и затоа ви го кажувам за да ви покажам што е можно повеќе различни типови на проекти. Само да го може ли квиз да направиме? може и квиз да направите. Дори мислам дека квизот, ако се сеќавате кога го учевме првото полугодие, тој квизот со Ask и Answer, се сеќаваме на тој квиз? Да. Наставнички, Вака во листата малце посложено беше за да не ни се повторуваат прашањата. И затоа гледавте дека ние многу поедноставно го имавме направено, каде што се случуваше некои од прашањата да ни се повторат. А за да не ни се случи повтарање на прашања кои што веќе поминале, може да се направи квизот, ако се сеќавате со Monkey што го правевме со Ask и Answer во првото полугодие, мислам дека оствари во јануари го правевме, колку што се сеќавам. Така да можете и на тој начин да го направите квизот. Не значи дека мора да го направите како листи, како сега што го направивме, мислам што го учевме минатиот час. наставнички, мислам дека има уште една игра, ама не знам дали се важи. Таа на првиот проект со трчањето, со двајца што може да играат. Која беше таа? Како што ја правевме со Трката и мачето. Тоа баш на крајот. Кучето и мачето. стрелките лево десно, со апаро лефта. Наставнички, почетокот се беше. Тоа на почетокот значи го покажав. трката. Сега, Наставнички. знаете ли, например, зошто тој проект не би бил игра и што му фали за да биде игра? Тој проект не би бил игра, бидејќи немаме како да го зачувуваме прогресот или напредокот на надпреварувачите. Ние што го учевме тоа на почетокот, нели можеше двајца да играат, едниот на стрелките, едниот на буквите и да се тркаат карактерите, така? Фактички кој ќе стаса попрв до финиш линијата или до едната страна на сцената. Треба да постои нешто
што кога ќе го допре карактерот што е на крајот на сцената или таа финиш лента, да добие поен. Тогаш, кога би имале нешто што ни додава поени и што ни мери што ние имаме направено во проектот или имаме направено во играта во тој случај, тогаш тој проект или таа анимација би ни представувало на некој начин игра. Значи мора да имаме нешто што ни зачувува некакви поени, некаков прогрес, напредок во играта. Учителке, Ајде да ви го покажам Virtual Pet. Како? што е тоа Virtual Pet? Ајде, ќе ви го покажам сега во документот како изгледа. Табничке. Еве го се вклучува, само да ви споделам екранче. Молам? Некој- Тој што сака да прави Virtual Pet, ќе пратите во чет и ние ќе го направиме. Да. Ви споделувам екранче моментално. Ќе го опишам документот и ако имате некои прашања да ме прашате. Се надевам се гледа, мислам дека се гледа. Virtual Pet. Само момент. Добра. Еве го Virtual Pet. Вие се избирате кој да ви биде вашиот карактер. Во проектот тука што ќе го следите, ви е дадено Monkey како опција за карактер. Имате банана со која што ви асоцира дека ќе го храните. Имате вода со која што ви дава до знаење дека му давате нели вода бидејќи е жедно. И топката ви асоцира на тоа да играте со него. Со кликање на секој од овие елементи добивате поени и на тој начин се оди во играта понатака. И сега прво ви дава, нели, ви бара да си изберете кој да ви биде милениче и потоа тоа милениче да ви се представи. Си берете позадина, си берете карактер и ако сакате можете и тој карактер да го уредите во костюмс. Можете да го облечете, да му направите нешто дополнително на него ако сакате такво нешто. Потоа кај тоа милениче го додаваме кодот, со ова му поставувате која да му биде неговата почетна позиција. Не значи дека мора да бидат истите броеви што се тука. Овие броеви тука што се ставени е за Monkey да се наоѓа на врвот на карпата. Вие не мора да ви биде значи овие броеви, можете буквално други броеви кои што сакате да ви биде почетна позиција на вашиот карактер. И ви се представува карактерот My name is Kiki во овој случај, вие можете да го промените како сакате. Сега за да го оживеете вашето милениче, ако сакате можете да му ставате звуци. Ќе видите дека некои од карактерите имаат веќе звуци, но некои може и нема да имаат, па ќе имате прилика ако сакате и вие да се снимите. Можете и така. Одите во костюм, ако сакаме да ги уредиме, и гледате се додаваат ако се кликне карактерот, гледате пишува горе when this sprite clicked, се пушта звукот и овдека се прави анимација каде што карактерот ги крева рацете горе-доле, како да се радува, бидејќи него го кликате. Потоа, ако ќе го кликнете храната, треба да се нахрани карактерот и тука ви кажува што треба да направите. Правиме со broadcast, испраќаме порака, секогаш кога ќе се кликне бананата, да се покаже звукот chomp. Се сеќавате на рибата која ги јадеше по малите риби? На тој звукот chomp. Епа тој е тој звукот. Сите звуци што ќе ви бидат тука, а не можете да ги најдете, тоа значи дека ќе треба да одиме во sound горе, да кликнеме и да го бараме звукот. Ако заглавиме негде, тука сум, и сега ги следиме инструкциите, нели? За водата посебно, за топката посебно, за бананата посебно. Тука има све опишано на македонски, што, како да се направи, каде да се кликне. Океј? Повели. Треба ли со истиот карактер? Не, Ако сакаш со истиот, можеш. оти јас сакам со Monkey. Океј, супер. Дури, ви ги праќам материјалите, ви предложувам да го правите како што е во материјалот, бидејќи ќе го научите многу на поедноставен начин и после многу полесно ќе ви биде таквиот проект да го адаптирате со ваши карактери, со ваша позадина, така. Ако сакате со ваши звуци, многу полесно ќе ви биде.
Ама ако сакате уште од старт да го менувате, слободно сменете го, нема никаков проблем. Јас ќе ви го испратам ова во чет сега и тие што сакаат може да се го симнат документот и да се гледаат од него или него да го прават. Само сакам да ми кажете кој што сакате да правите, за да знам од прилика кога ќе побарате помош, да знам на кој проект работите. Кој сака да прави Virtual Pet? Јас. Гледам Ана, гледам Давид, гледам Мануел и Михал. Добра? И Вики? И ти сакаш Virtual да правиш? Сите Virtual ќе правите? Вау, добра. Не знам дека толку е интересна Virtual. Супер, окей. Тогаш правете го Virtual. Ако има нешто што е нејасно, ќе ме викате, ама мислам дека супер ќе се снајдете, пошто е прилично брзо и лесно за правење. Се снајдовме како да го симнеме документот? Да, наставничке, имаме уште една игра, таа со кликањето на овошјето што ни одзема и додава поен. Ова со листите што го научивме на почетокот, така? Каде што Да. кликавме здрава и нездрава храна? Да, може и тоа. Тоа може да се направи, например, прашања да ви поставува и вие да избирате од елементите, примери, и кога кликнеш точното да ти даде поен, ако кликнеш неточно да ти одзема. И така може. Има толку многу варијанти, затоа рекав, ние ги учиме проектите на поедноставен начин како да се направи нешто, а потоа вие ако имате имагинација можете тоа да го однесете до каде сакате. Океј, не ве задржувам, почнувајте со Virtual Pet или со кој проект сакате да ви биде завршен и ако заглавиме негде, тука сум, викајте. Учителке, Слушам. ке мене нешто не функционира. Што не функционира? Има некаков проблем со моето глувче. Со глувчето? Да. Дали глувчето е поврзано со кабел? Да. Добра. Пробај, извади го каблето и пак стави го. Ако не бива, тогаш ќе рестартирај го компјутерот, па пак ќе ни се приклучиш на час. Почна да работи? Не бива. Почна да реагира? Оно се врте, ама кога сакам да идам во например settings или файл или edit, нешто ми искача. Провери да не случајно можеби твоите имаат ставено parent mode, каде што нема да може некој што нема лозинка да влезе. Провери тоа. Успеа да го симнеш ти документот инаку? Да. И ти се отвара документот? Да. Добро. А сакаше да одиш во edit, зошто? Не, да идам во орднерот. Ама не бива. Во кое? Во орднерот, дека се ми проектите. Во My Stuff да одиш? Ама, Во Scratch? да, ама нешто цело време ме искача. Пробај Punto, add comment, delete 15 blocks. Не знам што... Моментално си на Scratch? Да. Ај сподели ме екранче да видам што гледаш.
И сега цело време во ми искача и тука кога кликнам во ми искача. Тебе наместо првиот клик, вториот ти се клика. Ама и вториот кога го кликам исто. А со првиот ти се појавува ова истото? Да. Не знам, тоа беше нешто на компјутерот, не е тоа скреч. Ај, пробај побарај помош од родител. Океј. Учителке, Слушам.
Уште не бива. Цело време истото се. Не, рестартирајте го, па пак ќе влезеш на час. А, чекај, сега мислам. Пале не бива. Чек сега да видим. Те сега ќе биде ли? Пробај тука да Те видиш сега. сега бива, сега. Ајде, пробај тука да видиш. Те бива. Сега бива. Ајде. Добре.